Благодарам, председател на Комисијата за одбрана и безбедност. Кратко, јас би сакала да имам удел во оваа дискусија по однос на точката. Нели денес имате 3 точки, односно имаме 3 точки на дневен ред, а сите 3 се однесуваат за прогласување, односно продолжување на кризни состојби во Република Македонија. Жално е тоа, и колегата Ковачки напомена, не знам дали други земји се наоѓаат во ваква состојба како Македонија, да прогласуваме кризни состојби по однос на 3 проблематики, свесни секако дека нели пандемијата на COVID-19 се уште трае, затоа се вика и пандемија, затоа што се работи за заразна болест од светски размери, но секако најголем знак прашалник е тоа како ние се справуваме со пандемијата. Веќе ќе полниме, мислам, полни 2 години следната година во февруари и конечно мислам дека е ова можеби 4-то продолжување на кризна состојба. Дали и на што би се повикале дека навистина треба да ја продолжиме оваа кризна состојба, не тргајќи на страна дека да, пандемијата е се уште тука, дека бројот на жртвите се уште е загрижувачки. Со вчерашен датум имаме 7658 вкупно починати во Република Македонија од COVID-19, но мене главното прашање ми е врз основа на што еве ние и да се согласуваме, а се согласуваме дека навистина се уште постои сериозна опасност од ковид вирусот. Дали имаме некаков, барем досега некаков извештај од владата или од Центарот за управување со кризи за сработеното што би се однесувало на претходните прогласени кризни состојби, врз основа на што или некакви проценки ваши, за да ние имаме предвид што би се случувало еве доколку се согласиме дека кризната состојба по однос на ковид пандемијата би ја продолжиле заклучно до 30.6.2022 година. Навистина сметам дека малку повеќе од сериозно треба да се завземете како влада, бидејќи се уште останувате да ја водите владата. Она што се случуваше навистина, не знам дали има некаква споредба во светски размери, не само во европски или балкански, бидејќи за жал кај нас кризните состојби очигледно или повеќе од очигледно е дека изгледа се користеа само за да се злоупотреби поимот пандемија или поимот кризна состојба, а под плаштот на тоа да имаме злоупотреба, односно криминал со, да речеме, со изградбата на модуларните болници, криминал со набавката на вакцините или обид за криминал, односно нели сведоци бевме дека Министерот за здравство се обидувал да договара профит од набавката на вакцини, понатаму Блумберг не било кој имаше извештај каде што беше нотирана таа сомнителна набавка на вакцини од Кина, мислам. И исто така Блумберг имаше извештај каде што Македонија беше рангирана меѓу 10 светски земји, значи на ниво на светот е меѓу 10-те први кои што не доставиле извештај за потрошените пари од Светска банка за повторно на име на COVID-19. Така да, значи како да ви кажам, никој не сакаше ништо да се случи, ниту да имаме толку жртви, ниту пак најмалку сакаше некој да се случи она што се случи во Тетово, но никаде не гледаме исход и јас не гледам дека доколку еве и оваа кризна состојба се продолжи, дека навистина нешто сериозно ќе се превземе. Не би сакала да помислам дека состојбата ќе се влошува и дека ќе ни бидат повторно потребни модуларни болници, повторно во ризик да ги ставаме нашите сограѓани како нели би ги згрижиле, а како би ги згрижиле во такви импровизации, навистина е повеќе од трагично. Трагедиите ни се случија, токму заради тоа, заради несовесното работење, заради паушалното работење, заради гледањето на профит пред се, а не она што навистина им е потребно на граѓаните, и затоа сме дотука кај што сме. Дури за Тетово, ете тука е министерот за внатрешни работи, барем до мене е стигната една информација дека треба да се провери дали навистина се работи за 14 жртви во Тетово.
таму на големо се зборува дека можеби станува збори за поголем број на жртви, но како е тоа возможно да ние се уште го немаме точниот список на починати, бидејќи нели при секоја една голема трагедија каде што починуваат голем број на луѓе, после секоја таква трагедија сметам дека е најнормално да се објави список на починати со имиња и презимиња, како што тоа се случи со последнава несреќа со сообраќајката во Бугарија, како што тоа беше со трагедијата на сообраќајката во Ласкарци. Само од Тетово никаде не видовме официјално соопштен список на починати. Дали тука имаме простор за сомнеш или не, секако постојат институции кои што треба ова да го испитаат. Јас чисто кажувам како информација што е стигната до мене дека можеби се работи за поголем број на жртви. И да скратам, да не се повторувам со колегите, навистина сметам дека тежок период доаѓа, тежок период воопшто и поминавме за цело време на владењето на владите на Зоран Заев, така да можеби да не звучам цинично или нималку не би сакала да се претвори во хумор, но можеби не знам дали е изводливо ние конечно и да прогласиме кризна состојба за време на владењето на владите на Зоран Заев. Дефинитивно, додека Зоран Заев владее со државава, ние сме во криза. Жалам што тоа го трпат граѓаните на Република Македонија, но дефинитивно таков е заклучокот. Ви благодарам.